Здраво, атлети! Денеска со мене ќе биде Марио, кој што ќе ми помогне и да направиме неколку вежби за да останеме онлайн, фит и спремни да бидеме шампиони за секогаш. Како и секогаш, пред да почнеме со главниот дел на вежбите, ќе направиме неколку вежби за загревање, за да бидеме спремни за денешниот тренинг, кој што ќе биде тренинг за сила. Марио, ќе почнеме со загревање на главата, рацете на колкови, неколку круга на едната страна. Одлично. Ајде сега на другата страна, Марио. Како што оди редот, после главата треба да ги загрееме малку рамениците. Остануваат рацете на колкот и правиме кружни движења на назад со рамениците само. Одлично. Ајде, Марио, сега напред. Многу е битно да се загрееме добро, само за да не се повредиме или да ги спремиме нашите мускули за главните вежби. Одлично. Ајде, Марио, сега ќе направиме едни пливачки вежби, како и секогаш. Ќе почнеме да пливаме грбно. Со ова ги загреваме рамениците. Сите овие вежби можеме да ги правиме во домашни услови, затоа што не ни треба многу простор. Само е потребна една голема желба. Одлично. Ајде сега, Марио, крал. Малце ќе го наведнеме телото. Браво. Инаку Марио е последниот златен медалист од последната специјална олимпијада во Абу Даби. И токму крал му беше неговата најомилена дисциплина. Одлично. Сега ќе почнеме да го загреваме колкот. Рацете на колк и кружно движење на едната страна. Браво. Одлично. Ајде сега на другата страна. Браво. Ајде малку поинаква вежба. Ќе ги собереме стопалата. Со десната страна рака ќе се спуштаме надоле, па на другата страна. Браво. Ќе гледаме со дланката скоро да се спуштиме до коленото. Да го фатиме страничниот дел на коленото. И при тоа да не ги виткаме колениците. Одлично, мислам дека е време да ги загрееме малце и нозете. Ајде, Марио, да потрчаме малце. Ќе гледаме да ги дигнеме колениците колку толку, малку повисоко и сето тоа да биде на прсти. Ако живееме во зграда и да не пречиме на соседите кои што живеат под нас. Одлично. Вака можеме да си потрчкаме се додека не се умориме. Браво. Ајде малце да ги стресеме нозете. Се надевам не си уморен, Марио, нели? Одлично. Да направиме малку чучњеви, испружени раце и ќе одиме со 5 чучњеви. 1, 2, 3, 4. Издишуваме нагоре, земаме воздух надоле. И уште 2. Последно. Браво, Марио. Ајде да ги стресеме нозете. Малку ќе седнеме. Ќе ги ставиме рацете позади, да продолжиме да ги загрееме нозете. Ќе ги испружиме прстите нанапред, колку можеме, на стопалата. Ќе ги подигнеме и ќе работиме со нозете горе-доле. Со оваа вежба воедно ги зацврстуваме мускулите на стомакот и на нозете. Одлично. Ајде ги стресеме малце нозете. Пред да почнеме со главните вежби за силата, мислам дека нашето тело е спремно
И сега ќе направиме 3 пати по 4 склекови. За девојчињата кои што нема да може да направат, ќе седнат на коленици. Ајде, Марио, спремен си? Ќе ги испружат рацете и полека ќе се спуштаме надале. 4 пати. 2. 3. 4. Браво, Марио. Сега врати се повторно во истата положба и ќе ги истресеме рацете. Одлично. Овие се многу добри вежби за силата на рацете, градниот кош и мускулите на грбот. И ова вака ќе го повториме уште 2 пати. Се надевам дека не е толку многу тешко, меѓутоа за да се остане шампион, ќе мора да вежбаме. Ако сме спремни, и секогаш само кога сме спремни, можеме да повториме уште еднашка. Ајде, повторно во истата положба. Сега јас ќе покажам вистински склек за сите оние шампиони. Одиме. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, Мари. Одново седни си на нозете, истреси ги рацете. Можеме дури и да ги истегнеме рацете пред да ја направиме и последната серија од склекови. Полека спушти, истото и со другата рака. За секоја од вежбите дишењето е многу важен момент. Значи мораме длабоко да земеме воздух и полека да го издишиме. Одлично. Ако сме спремни, ајде да направиме уште една последна серија. Ако не можеме да направиме 4, тоа ќе го направиме помалце, 3 пати или 2 пати. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Ајде сега да се исправиме, Марио. И ќе ги истресеме рацете. Мислам дека беше забавно. Оваа вежба е една од најтешките. Меѓутоа, не е проблем за нас, ние сме шампиони, нели? Полека да се завртиме, за да ги стегнеме мускулите на стомакот и рацете. После секоја од вежбите се знае задолжително истегнување. Затоа што работевме вежби за сила, еве ќе ги стегнеме малце рацете, односно мускулите на рацете на едната страна и мускулите на рацете на раката, на другата рака. Одлично. Ви благодарам на вниманието, атлети. За да го задржиме вашето внимание, се гледаме наредната недела, а до тогаш останете фит, вежбајте и бидете шампиони.